Ово утро ве поздравуваме од културно-информативниот центар КИДС во Скопје со цел да ја прикажеме самата монографија која што е поставена овде, односно современа македонска фотографија. Македонска фотографија од 1945 година до 2020 година. Нешто повеќе за оваа монографија и што се е прикажано токму овде во културно-информативниот центар. Ово утро слушаме од мојот денешен гостин, господин Кирил Штрков. Добро утро и добро дојдовте во утринската. Добро ве најдов. На самиот почеток ќе прашам која е главната инспирација за создавање на ваква монографија? Па монографијата е идеја стара, можеби 40 години. Инаку главниот мотив и инспирација беше да создадеме документ пишан, нешто што е историја и хронолошки нареден развоен циклус на идејата што е македонска фотографија и што е арт фотографија во Македонија. Ние опфативме еден период од 1945 до 2020. Тоа е периодот во кој што делува Фотосојузот на Македонија и во рамки на неговите, под негова организација се создадени овие дела и овие автори делувале, така да фативме еден период и решивме да создадеме едно капитално дело, кој ќе биде документ за тоа како се создавала македонската фотографија, естетиката, развојот и така натака. Има ли некоја поврзаност помеѓу сите фотографии кои што се изложени овде од периодот од 45 до 2020 година? Па би рекол, ако е прашањето дали нешто ја отсликува и одбележува македонската фотографија, јас не сум историчар на уметност, тоа ќе го оставам на луѓето кои се бават со анализа на квалитетот и на правците кои ги имала фотографијата во Македонија. Јас би рекол дека имаме една интересна ситуација во која што секој автор кој е прикажан кој делувал во рамки на Фотосојузот и кој е прикажан во монографијата, има свој автентичен пристап. Значи, не можеме да говориме за тема која обработуваат поголема група или концепт кој го терале, туку секој автор има своја тема, со свој пристап, така да можам да речам слободно дека македонската фотографска школа е разнолична. И тоа зависи од афинитетите на авторите, така да тоа ќе го видите и во самата монографија, која е пропратна на оваа, односно изложбата е пропратна на монографијата, која ја издаде Фотосојузот на Македонија, така да главна карактеристика е баш таа разноличност, би рекол. Можеме ли да кажеме нешто за самиот процес на селектирање на фотографиите? Па во процесот ангажиравме, бидејќи главни уредници на ова издание, бевме јас, Александар Кондев и Златко Теодосиевски. Главниот збор секако го имаше Златко како историчар на уметност и човек кој ја познава темата, така да секако и Ацо со своето искуство, така да селекцијата во првиот дел ја направија или доминираше нивното мислење, или превагна нивното мислење, додека вториот дел кај помладите автори оставија малку повеќе место на мене, така да се распоредивме во изборот на авторите кои ќе бидат застапени и мислам дека направивме добар избор. Веќе ве напоменавте и помлади автори, поттука ќе ве прашам кои се автори се дел од оваа монографија и колку вкупно фотографии имаме изложено? Во монографијата, во делото, значи во изданието имаме 81 автор застапени, со по 2 фотографии, што значи 162 фотографии се прикажани. Најважен дел ни беше периодот до 94-та, кој е практично период на аналогната фотографија, кај што мораше да се скенираат тие фотографии, да се обработат, да се класифицираат. Така да ја би можел само да ви напомнам некои од авторите, не можем да ги спомнам сите, но секако најважните. Би почнал со Цветко Иванов, со Јордан Живковски, со Владимир Плавевски, Владимир Тодоров, после нашите современици сегашни Александар Кондев, Боро Рудич, Цветан Гавровски, од помладите автори Владимир Арсовски, Дејан Гилевски и така натака и така натака.
Пред самиот крај сакам да прашам и која е најстарата фотографија која што може да се види овде и која е најновата фотографија и што символизираат истите, ако може да појасниме. Па секако лесно е да кажеме, нели, бројката кажува која е најстарата, тоа е од 37 година од Благојат Дрнков, додека за последната би рекол дека е на еден наш не млад, но нов автор, тоа е Мимоза Чолак. Таа е направена во 2020. Она што може да се види е секако напредокот на технолошкиот развој на фотографијата, квалитетот на самите дела, но пак би рекол мораме да го сватиме времето во кое што се создавани тие фотографии, технологијата со која што се располагала, па и идејата околу арт фотографијата секако е смената, така да може лесно да се уочи таа разлика. Ви благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност на вистина за овие интересни податоци да ги прикажеме на нашите гледачи. Ви благодарам и јас. Се надевам дека на вистина уживавте во вклучување на лице место со оглед на тоа дека станува збор на вистина за интересна монографија, односно современа македонска фотографија од 1945 година до 2020 година.